Денес е 8 март, денот што го символизира еднаквоста меѓу граѓаните, да нема дискриминација и секојаш да се положи во истиот тој ритам. Ова го символизира нештото уште од 1910 година, кога во Соединетите американски држави била одржана првата средба за еднаквост и равноправност на жените во светот. Следната година, 1911 година, на конвенцијата во Копенхаген се потврдила овој договор за еднаквост и равноправност на жените во целиот свет и од тој ден, од тој датум, секојаш 8 март се прославува секоја година и тоа го символизира еднаквоста и да нема различност помеѓу родовите. Жената во денешниот свет тоа го потврдува на секој можен начин, а денес жените во општествениот, политичкиот и економскиот живот секојаш дури и предначат, тоа го потврдува со својата работа и мислам дека во иднина нема ни да се помислува на некаква разноликост меѓу родовите. По тој повод 8 март, денес на сите граѓанки на општина Прилеп, сакам да им го честитам овој меѓународен ден на жените и да им посакам добро здравје и се најубаво. Компанијата Конфи Ангел избира еден и единствен начин на прославување на овој интернационален ден е преку својата општествена одговорност. Имено повторно денеска, тоа е начинот на кој што го славиме овој ден, и партиципираме заедно во соработка со општина Прилеп во Старскиот дом, каде што му доставуваме она што е неопходно за нивниот мирен сон, перници, органи и се за точно за нивниот мирен сон. Имено нашата компанија јасно и децидно го дефинира ставот дека не постои никаква родова разлика во рамките на компанијата и подеднакво е вреднуван трудот и можноста за остварување во кариерата независно во кој род припаѓате. Еден од начините за кој што е потврда тоа е тоа што топ менеджментот на компанијата, пола од топ менеджментот сме припадници на понешниот пол, а останатиот пола се припадници на појакиот пол. Меѓутоа на крајот на денот е прашањето кој е појак, кој е посилен. Емоционалната интелигенција е онаа која што треба да ве одликува како преди се како човек, етичен и морален, а мојата порака до сите жени на Република Македонија и на општина Прилеп е дека е за да бидете остварена како жена, преди се треба да си се осврниме према семејството како една основна единка во општеството и да си се дефинираме да го оствариме своето право во работниот однос. Тогаш вие можете да се декларирате како среќен човек и исполнет и клучен човек за изградба на општеството и демократските процеси. Најпрви да го честитам меѓународниот ден на жената 8 март на сите граѓанки на нашата држава, посебно на жените сместени во овој дом. Сакам да акцентирам дека од 128 штитеници во домот, 70 се жени. Моите заложби и навработените во оваа институција се за континуирана работа, за што подобри услови за живот во домот. Заложбите се за подобрување на сите услови, посебно во негата, во хигиената, во храната, за секој кој што се одлучил да е смести овде, да се почувствува дека го направил вистинскиот избор. Сакам да се заблагодарам на градоначалникот за неговото присуство и за безрезервната поддршка него на Советот на општина Прилеп што ја даваат во Старскиот дом, Киро Крстевски платник. Исто така се заблагодарам на собственичката на Конфи Ангел, Ирена Јакимовска, за денешната донација. Постелнината ќе си го најди своето место во домот и тоа ќе придонесе за нашите заложби за што подобри услови во домот и што подобри живот и пензионерски денови. Денес овде во просториите на Центарот за култура Марко Цепенков се одржува манифестацијата Брзо сликање. Повод се разбира е меѓународниот ден на жената 8 март. Учествуваат символично 8 уметнички од нашиот град, членки на Друштвото на ликовни уметници на Прилеп и тие создаваат и ќе создадат 8 дела во акварел техника. Понатаму овие дела ќе бидат изложени во ликовната галерија во Центарот за култура и ќе бидат достапни на јавноста. Обично на овој ден се подарува нешто. Овие наши уметнички го прават тоа денеска, подарувајќи ни
талент, креативност, подарувајќи ни уметност. Ја користам оваа прилика јавно да се заблагодарам што ја прифатија оваа покана да присуствува денеска овде. Им го честитам празникот на жената, а воедно им го честитам и на сите мои сограѓанки празникот, 8 март, и сакам да им порачам. На овој ден започнала борбата за правата на жената. Меѓутоа, ова за мене е само датум за почеток. Равноправноста се добива секој ден и во сите сфери на животот. Борбата се уште трае секој ден. Се собираме неколку членови од Друштвото на ликовни уметници и сите твориме во техниката акварел. Правиме брзи цртежи. Од годините наназад има навистина прекрасни дела сработени на овој ден и се надевам дека тие дела ќе најдат место во галеријата на некој од наредниот период. Исто така, генерално во цел свет имаме проблеми со родовата еднаквост. Некои општества знаат тоа како подобро да го скријат, некои се полоши во прикривањето, но навистина јас можам лично за себе да зборувам, како жена многу често сум се нашла во ситуација каде што не се чувствувам еднакво и навистина сакам да им порачам на сите жени да бидат повеќе гласни, зашто нивниот глас вреди подеднакво како и со сите останати други родови.